Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Дан се макабре со своето 602 издание, односно по неколку месечната забрана за доаѓање во студиото на 103, конечно ќе може непречено Дан се макабре продолжи да се емитува од просториите на радиото во македонската телевизија, а повратничката епизода ја посметуваме на еден од 4 најзначајни филмски фестивали во годината, односно еден од 4 Гранд Слема, ако повеќе би сакале на филмската индустрија, ако веќе се користиме со терминологијата од тенисот, како некаков пандан. Минатиот месец ја реализирав емисијата посветена на првиот од 4 големи фестивали, односно Sundance, а ова емисија ќе ви понудам преглед на филмовите кои имаа своја светска премиера на Берлинале, на 75-тото издание на фестивалот во Берлин, кој важи за дом на артхаус пред се изданијата, каде за разлика од американскиот фестивал не се поделени по категории на потекло филмовите, туку рамо до рамо европските филмови се надпреваруваат со американските за златната и сребрената мечка, но сепак најголемиот примат и атрактивност на фестивалот секако дека го земаат холивудските звезди кои насреде сезоната на награди во САД долета и одлета од Берлин, така што останете со Канал 103, ќе ви говорам за филмовите за кои ќе се дигне прашина во текот на годината и некој од нив ќе дотурка и до Оскарите може наредната година, како што тако беше случајот со филмовите од минатата. А оваа емисија ја започнавме со моќните звуци кои што понираат од 5-тото студиско издание, именувано како Дуел од украинскиот метал бенд Ginger, така што Евгени и Татјана можевте да слушнете и останатите од бендот како громогласно го најавија се нивната музичка доминација со овој нивен албум, од кој што имавте можност да слушнете композицијата Hedonist и Green Serpent, а во продолжение ќе ја слушаме композицијата Kafka, посветена на мајсторот на пишаниот збор, и Someone's Daughter, уште еден сингл кој што беше промовиран од овој албум, изеден на 7 февруари за Napalm Records. Имаме уникатна можност да ја погледнеме Ginger во наша непосредна близина, односно ова лето настапуваат во Бугарија, во Софија, со оглед на тоа што никој не зема храброст да се закачи за нивната турнеја и да го донесе овој светски моментален гигант на музичката сцена кај нас. Се надам дека во иднина ќе има некој храброст тоа да го направи. А до тогаш ќе слушаме Ginger во рамките на Дан се макабре. А добро знаете дека Дан се макабре е емисија во која 16 сезони се зборува за уметност, со бора против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е на мала победа против шунтот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот, алгоритамот. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечером имаме закажано полноќен тан со смртта по 602 пат. Јас сум Златко Ѓерески, а вие останете на трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Од 13 до 23 февруари се одржа 75-тото издание на Берлинскиот филмски фестивал, еден од 4 најзначајни филмски фестивали во светот денес, каде покрај официјалната компетиција селектираните филмови се поделени и на гала премиери, перспективи, панорама, форум, кратки филмови, селекција Generation, посветена на најмладите, и бројни ретроспективи, затоа што се негува пред се традицијата на Берлинале, дел од нив се реставрации, се разбира, кој оваа година го избра американскиот режисер Тод Хейнс да биде челник, одnosno председател на интернационалното жири, во кое што членува и аргентински режисер, марокански продуцент, кинеска и германска актерка, дизајнерка на костими и колешката ми критичарката Ейми Николсон. Берлинаре
секоја година е под напад од страна на медиумите за раководството да заземе некоја си страна во актуелен воен конфликт во светот, и иако оваа година се обидува со отворањето на тоа ќоше, односно просторот за диалог на завојуваните страни, каде нели дозволено беше да се дебатира за различни политички спротиставени погледи, на пресконференциите мора да се случи по некој скандал. Овој пат фама привлече еден хонконгшки режисер од селекцијата Панорама. Тоа беше авторот на филмот Квир Панорама, односно Џун Ли, кој го нападна фестивалот во име на неговиот актер кој го бойкотираше доаѓањето на Берлинале, кој се според него се однесувал антипалестински, нарекувајќи ја Израел брутална колонијална доселеничка држава финансирана од Западот, сметајќи дека германската администрација, вклучувајќи го при тоа и самото Берлинале, се изразува поддршка на Израел со тоа што се учесници кои што одобрувале апартхаид, геноцид, брутално убивање и бришање на палестинскиот народ, извегувајќи го слоганот From the River to the Sea, кој се третира како антисемитски, и тоа што претпоставувам дека сте запознаени е дека во германскиот закон конкретно важечка е забраната за употреба на символи и неуставни од страна на неуставни групи, односно особено употреба на знамиња, ознаки, униформи и слогани, како и форми од поздравување. Ова важи за сите националности, но и за домашната забрана, нели, за свастиките и останатите нацистички пиздари, така што оваа забрана важи и за употребата на слоганот кој што беше изречен од страна на хонконгшкиот режисер, така што ќе има реакции во поглед на искажувањето на ова негово незадоволство, така што Тилда Свинтон беше добитник на почесната статуетка, и таа исто така повика во низиниот говор да се запре убивањето на невиниот народ во светот, а не дека па завојуваните фракции би паузирале војната за да се слуша што има да каже. Таа војна се случува кога зборот ќе ја загуби својата функција пред се, и раководството на фестивалот од оваа година го предводи Триција Тутел, која има нејзина одлука да остане Берлинале неутрален и да ги прифати сите филмови со цел свет. Таа претходно го раководеше BFI, односно Лондонскиот филмски фестивал, која одлучи дека оваа година нема да се обраќаат политичарите на церемонијата за разлика од лани, треба да се земе предвид дека во Германија се случуваат период избори, а Берлинале, иако е јавна организација, е сепак во собственост на владата, така што кореспондираат изборите со начинот на кој што ќе изгледа Берлинале во иднината. Тамара Ристовска беше единствената представничка на Македонија во Берлинале Талентс оваа година. Останатите македонци кои што учествуваат таму беа за да купуваат и да продаваат филмови, односно немаше селектирано филм во некоја од официјалните селекции на фестивалот, меѓутоа беа составен дел од берлинскиот пазар, односно од тргувањето и купувањето на правата за дистрибуција на домашните филмови во некакво си странски облик. Во овој сегмент сакам да ги посочам филмовите кои се во компетиција, филмови кои тоа како ќе бидат значајни за дискутирање во рамките на оваа година и ќе ги привлечат љубопитните гледачи да ги погледнат. Еден од нив беше филмот Ари во режија на Леонар Серајле. Станува збор за Ари, кој што го глуми младиот учител, кој откако ќе доживее нервен слом на почетокот на неговата учителска кариера, се откажува од професијата и започнува едно свое патешествие за себе спознание. Потоа еден од филмовите кој што беше извикан на овој фестивал да се погледне, новото остварување од страна на култниот американски режисер Ричард Линклетер, односно неговиот нов филм гласи Blue Moon. Тоа е предводник, знаете, на американскиот независен филм, кој има 25 филмови за себе. Сними филм со Маргарет Квали, Ендрю Скот и Итан Хок, ситуиран во 1943 година. Действието кое што се одвива на премиерата на мюзиклот Оклахома, периодичен биопик за случувањата на авторите кои стојат зад делото. Real time е снимањето на оваа историја за создавањето на музиката и пред се перформансот во мюзиклот, и колегите
кои имаа можност да погледнат овој филм, беа под силни импресии, беа задоволни од доловувањето на театарскиот свет зад кулисите. Имав можност да ја погледнам сите пресконференции кои беа достапни од страна на овој фестивал. Така што имам впечатоци кои што ги повлекувам врз основа на изјавите и исказите кои ги дадоа авторите на пресконференциите кои беа емитувани, без разлика на тоа што не ми е мене овозможена можност како македонски критичар да присуствувам на фестивалот. Си завршив мојата домашна работа и истражив за филмовите. Потоа во официјална селекција беше и The Blue Trail во режија на Габриел Маскаро. Во прашање е научно-фантастичен фентези филм на бразилскиот режисер за 77 годишна жена која е избрана да биде дел од релоцирање во дом за пензионери, меѓутоа таа одлука пркоси пред се на тој избор и започнува едно патешествие низ Амазон, кое ќе го промени животот. Денис Вајнберг ќе пркоси во овој филм со силен порив за живот, која е заробена во старо тело, меѓутоа во себе има богатство од искуство и желба пред се за стекнување на нови, која одбива да биде закотвена во домот, затоа што ќе има пред се магичен реализам во употреба на овој филм. Значи, дека ќе се создава една бразилска дистопија каде државата е космополитна на пресот беше истакнато, сите го напомена полжавот, некаков си символ кој е употребен во филмот, па ќе треба да почекаме да го погледнеме филмот за да знаеме која е таа намена на овој полжав. Да го напоменеме филмот Dreams во режија на Мишел Франко, односно тој е режисерот на After Lucia, кој беше емитуван и на нашите филмски фестивали, и негов е Memory, последниот филм, каде ја продолжи соработката со Джесика Честейн, која глуми богата филантропка која се заљубува со мексикански фламенго танчер, како провокација на американско-мексиканскиот сооднос на микрорамништа може да се прогледа овој филм. Честейн рече дека си се потребни една на друга двете држави во потреба по заедничкиот сон на пресконференцијата. Dreams, односно Sex Love, е филм кој за жал не доби своја пресконференција во режија на Даг Јохан Хаугерут, односно токму поради тоа што беа напумпани пресовите од филмовите вон конкуренција, односно од гала премиерите. Не дочекавме прес да добие победникот на Берлинале оваа година, кој е трет дел од трилогијата на норвешкиот режисер, составена од секс и љубов претходно, под импресии на трите бои на Кишловски, односно станува збор за филм за една учителка и стремежите на низината мајка и низината баба, односно три генерации на жени и преценивната нереализираност со кои стануваат предмет на самото дело и причинителите кои биле за нереализирањето на нивните стремежи и навраќањето на истите и дали генерацијски се пренесуваат на нивната ќерка, се разбира. Потоа Girls on Wire во режија на Vivian Q, односно станува збор за режисерката на Треп Стрит и Angels Wear White. Станува збор за филм за самохрана мајка која убива наркодилер и потоа треба да се справи со неговите одмазници кои се опоход против неа. Односно, прашање е филм за 20 годишниот период од животот на две братушки, соочувајќи се и со традиционалните вредности, но и со модерните предизвици. На пресот се напомена водата и преминот низ вода како една трансформативна намена, како традиционалистички, дека е пристапот на семејната заедница во Кина беше посочена на овој прес, без разлика на промената низ времето, но постоечка била генерацијската траума, особено кај младите и нивното денешно место кое го заземаат, кој критичарите сметаат дека би бил кинески блокбастер, и зборуваме филм кој поминал низ државната кинеска цензура за да биде прикажан и успеал да се протне низ неа, што говори за какви репресии се уште се соочуваат кинеските режисери и режисерки во денешницата и ништо треба да поминат за да може да и погледнеме нивните филмови пред се да се емитуваат во нивната држава, не на
надвор од неа. Потоа исто така беше селектиран Hot Milk во режија на Ребека Ленковиц, адаптација на новела на Дебора Леви, режисерско деби на сценаристката на Ида и She Said и Small X, исто така има работено, има пишувано и театарски представи за себе покрај ТВ серијата Small X, така што филмот е за мајка и ќерка кои патуваат во потрага да најдат исцелител за болеста која што има незината, која што има мајката. Ема Маккеј и Фиона Шоу го предводат овој филм, кој ако не се лажам беше купен од Муби, така што ќе биде дистрибуиран и ќе може да погледнеме. Кристофер Бловелт е кинематограферот на овој филм. Филм за ликови кои се обидуваат и не успеваат пред се во нивните обеди да дојдат за цртаните цели, снимен во Грција. Визуелно минималистичка мелодрама е посочена на пресконференцијата која отвора прашање за пред се асистирањето во самоубиство и изборот на живот или смрт при компос ментис. The Ice Tower е режисерско остварување на Лусил Хаджи Халиловиќ. Неа ја знаете како долгогодишна соработничка со Гаспар Ноe, режисерка со која што имам направено интервју во периодот кога го сними нејзиниот одличен филм Innocence. Зборувавме со неа и за работата на Enter the Void со Ноe и продуцираше последните негови филмови пред се. Таа во меѓувреме ги сними и одличните Evolution и Earwig, а во новиот филм повторно соработува со Маријан Котијард, која во 70-тите години на минатиот век игра во адаптацијата на The Snow Queen, закрила на самиот сет наоѓа и мало девојче кое што бега од домот со кое таа се спријателува на самиот сет. Гаспар исто така се појавува во филмот, во актерска функција се разбира. Режисерката знае колку знаат да бидат застрашувачки бајките на Ханс Кристијан Андерсен и таа фасцинација ја има и во сите нејзини претходни филмови, со оглед на тоа што знае да ја нагази фантазмагоричноста во нив, не само во новиот, и едва чекам да го погледнам и филмот и како ќе се стопи тој заштитен вел подигнат по преживеаната траума која што пред се ја имаат ликовите во овој филм. If I Had Legs, I'll Kick You, во режија на Мери Бронстин, во прашање е режисерка на мамблкор филмот Gist. Во If I Had Legs, I'll Kick You глумат Роуз Бърн и Конан О'Брајен, за кој ви говорев кога го представив овој филм во емисијата посветена на Sundance. Меѓутоа од јута директно беше емитуван на Берлинале, филмот за немилиот тек на настани во животот на самохраната мајка која се обидува да се справи со болеста на незиното дете, која го јаде однатре од неговото тело, а при тоа вовлечена е во лавина на немили настани од околината, вклучувајќи и конфронтацијата со незиниот психотерапевт. Награден е перформансот на Роуз и дистрибутер на овој филм ќе биде A24, така што ова ќе биде силен адут на оваа продукција оваа година. Во пред трагикомичниот филм кровот се срушува во домот на ликот кој глуми Роуз, па затоа мора да се снајде таа каде се пренесува една реплика меѓу сите ликови која не е од нивна помош, така што стилизирано дело треба да очекуваме и Роузи преостанува со микроекспресии, нели, да ги пренесе незините емоции. Избегнато е прикажувањето на детето до последната сцена, за фокусот да биде на мајката, додека не го види детето како дете, односно додека не го види со персоната која што има, не во корелација на самата болест. Можеби оскаровска улога за доделување на екзистенцијалната криза во филмот да очекуваме, така што треба да обрнеме и тоа како внимание на ова остварување. Континентал 25, Раду Жуде, романскиот провокатор, уште еден награден филм остана без пресконференција оваа година, секогаш провокативниот Жуде под импресија на Euro 51 од Роселини, сними филм за бездомник кој се самоубива во подрумна зграда и става грижа на совест на правничката која што е инволвирана во неговото протерување од неа. Living the Land во режија на Хуо Менг Кина е филм ситуиран во 90-тите години во каде едно мало момче во кинеско село се соочува со социјоекономски промени во државата,
турбулентни транзиции, каде се соочува со традициите на руралната средина, значи имаме жетви, свадби, роден дени поминати со неговата баба на село, но и настанува миграција на млади во тој период во градовите, каде имаме баланс на кинеската историја со навирање на доаѓањето на модерната, снимен во 4 сезони во рамките на една година, за да се добие визуелна богатство, една збогатена визуелна представа, така што влече режисерот инспирации од руралниот предел во кој што е израснат, сеќавајќи се пред се дека со љубопитство трчал прв пат мотороцикл кога видел во неговиот живот и било доживување за него, и тоа го инспирирало дополнително да се наврати на неговото детство, пред се на импресиите кои ги имале жените во неговата фамилија. Ќе го напоменеме и The Message од Аргентина, шпанска копродукција, уште еден награден филм. Овој пат аргентинско дело за родители кои го експлоатираат за профит пред се нивното дете, односно кој има способност да комуницира со животните. Така што имаме во игра фантастични елементи кои се експлоатирани од страна на родителите кои ќе ја забележат оваа способност на нивното дете. Интригантно сценарио пред се. Mother's Baby во режија на Јохана Модер, трилер за 40 годишна жена која очено се обидува да направи корелација со нејзиното новороденче, што се претвора во кошмар за неја пред се, затоа што бебето по пораѓање е одвоено од неја и кога ќе биде вратено има чувство дека друго бебе е во прашање. Reflections in a Dead Diamond е режисерско остарување на Хелен Кадет и Бруно Форзани, тоа се режисерите на Амер, кој со нов филм се во конкуренција на Берлинале. Овој пат акционен трилер, ако ви се верува, особено омаж на европските шпионски филмови, односно Европај филмовите, ако повеќе сакате, каде пензиониран шпион ќе мора да се врати на работа и открие каде исчезна неговиот сосед и како се инволвирани непријателите негови во исчезнувањето на неговиот сосед. Шадер ги купи правата, што значи дека ќе биде дистрибуиран овој филм и ќе може да го погледнеме. Само да за подсетување, овие белгиски режисери имаат хорор филм кој беше избран за хорор филм на годината на Дансе Макабре, така што ова се фаворити на оваа емисија. The Safe House во режија на Лајонел Беер, односно стана збор за филм за 9-годишно момче за време на престојот кај неговата баба и дедо кој ги преживува протестите во Париз во мај 1968 година. Timestamp во режија на Катерина Гормостај, украинско-луксембуршки филм за доживувањата на учителите и учениците од различни делови на Украина со voice-over интервјуа и рекреации, односно како училишниот систем насреде војна е неинформиран и како таа неинформираност може да ги чини живот и луѓето кои се уште се обидуваат да имаат некакви предавања и некакво здраво пред се образование кое мора да продолжи без разлика на тоа што врне дошт од гранати. What Mariel Knows е филм за родители кои дознаат дека нивната ќерка Мариел се добива со телепатски способности и може да ги вчита нивните мисли со тоа што мајката има привлечност за нејзин колега, а таткото и е прилично несигурен во себе си, така што ги дознава овие тајни со читањето на нивните мисли и кршејќи ја при тоа илузијата за совршеното семејство. ЗДФ го продуцира и Фредерика Хамбалек го режира овој филм. И What Does That Nature Say to You е режисерско остварување на Хонг Санг Со, јужнокорејскиот филмски ветеран, ја би го нарекол филмски скрибоман, кој повторно во Берлин има нов филм по минатогодишниот филм со Изабел Лупер. Овој пат филм за млад поет кој неговата девојка го води да го запознае низините родители и сестра, со кои започнуваат инспиративни разговори со суптилен хумор. За Хонг Санг знаете дека сето е работи во филмот, од снимање, монтажа, звук, музика, се е негово дело. Актерката која глуми во филмот заедно со низиниот дечко го поканиле режисерот кај низините родители кои живеат на село и тоа го пресликал во еден поетичен филм пред се режисерот, естетизирајќи го колоквијалното, кој снима
атмосферичен. Звук не го создава во студио, туку буквално го отвора прозорецот и звуците од природа ги снима на микрофонот, додека се снима и самиот диалог под $100,000, ако не се лажаме, буџетот на со кој што е снимен овој филм. Снима една недела со актери, 2-3 недели на локација, пишува сценарио ден пред снимање и не ни знаел да си го објасни значењето на сцени, си игра со самиот фокус на филмот во кадар, користи стереотипови и на пресот кажа дека символите ништо многу не му значат, туку е на игра која што ја прави со самите негови гледачи. И последниот филм од официјалната селекција е Юнан, во режија на Амер Факер Илдин, односно станува збор за филм за арапски автор во екзил кој оди на оддалечен остров на територијата на Германија за да се самоубие. Доведен до тоа е со доживувајќи писателска блокада и има неможност за контакт во живо со неговата сестра и неговата мајка која веќе има деменција и доведен е до оваа самотна одлука која носи, каде која ќе се соочи со локалното население, се раѓа и негова повторна љубов за живот. Така што ова се сите филмови кои беа во официјална селекција на Берлинале и тука ќе правиме една кратка музичка пауза во продолжение на емисијата. Ќе слушаме Savage Lands, односно ова е еден супер бенд кој е составен пред се од музичари од Холандија, односно тапанарот на Мегадет го сочинува овој бенд заедно со Силва, ако не се лажам, беше другиот член, односно активист, односно музичар кој што е прераснат во активист, Демер Кастел се презиваше Силвен, односно тие двајца заедно со профитот кој го има албумот Army of the Trees, го инвестира за севокупниот профит од албумот, го инвестира за да зачуваат 100,000 квадратни метри од шумата која што е под висок ризик од реонот од Коста Рика, така што профитот од продажбата на албумот беше наменет за зачувување на природата, така што сите композиции на овој албум и се всушност природоцентрични, односно со помош на гостувањето на како во композицијата која ќе можеме да ја слушнеме, односно Ruling Queen, на која што гостува Алиса од Arch Enemy, или па ќе слушнеме The Last Howl во продолжение која ќе следува по некој исто така е составен дел од овој албум, гостува гитаристот на Сепултура и тапанарот на Мегадет. Станува збор нели за познати метал музичари кои за добра цел се обединија за да може да направат начин, односно да се изборат да се заштити шумата на Коста Рика. И потоа ќе слушнеме повратниците на музичката сцена, односно Dream Theater, ќе слушнеме композицијата Midnight Messiah, која се наоѓа на нивното ново студиско издание, која гласи Парасомнија, односно тоа е нивниот 16-ти студиски албум. Майк Портној, нивниот тапанар, е повратник во овој состав, со тоа што последен пат се појави на Black Clouds и Silver Linings од 2009, значи од тогаш нема стапната зад тапаните, меѓутоа се враќа во бендот и го издава овој албум заедно со Петручи и останатиот дел од екипата за Inside Out, односно ќе ја слушнеме композицијата Midnight Messiah, за која што беше снимен и видеозапис. Така што продолжение на емисијата и слушаме еколошкиот активистички бенд Savage Lands и ги слушаме Dream Theater. Потоа се враќам во да ви говорам за гала премиерите кои се одвива оваа година на Берлинале. Уживајте. Морам да ги пофалам од Берлинале оваа година со оглед на тоа што во минатите емисии посветени на Sundance ги кудев, а тоа е што огромен дел од филмовите имаат веќе подготвен промо материјал, односно постери за самите дела, што пред се говори за попрофесионален пристап од тоа што го имаат филмовите на Sundance и, односно, мене ми ја олесни работата да имам веќе некаков си материјал во увид кој би бил користен како промо материјал за представување на овие филмови, за да добиете некакво си по-силно визуелно решение кое може да го даде само еден плакат, кој е еден вид печат на едно остварување по кој ќе се памти пред се на визуелен план. Во овој сегмент сакам да говорам за гала премиерите, односно за филмовите кои има своја премиера надвор од официјалната селекција, меѓутоа има
светска премиера конкретно на европскиот континент за прв пат. After the Death, еден од тие филмови во режија на Лучио Кастро. Втор филм на овој режисер по End of the Century. Во филмот глума Мија Маестро, Ли Пейс и Руперт Френт и Гвендолин Кристи, да не ја забораваме, односно филм за запознавањето на Изабел со незиниот дечко, што прераснува во врска додека не настане едно исчезнување, така што ќе се разреши проблемот на губитокот, поврзаноста, искреноста, односно мистеријата која ќе ги отвори овие прашања. Пред се води сметка за екзистенцијален трилер за Изабел, која е тивок херој на овој филм, како што беше истакнато на пресконференцијата, во кој има и една фановска обсесија со оглед на тоа што во прашање е музичар и негово исчезнување, така што имаме сексуално пробудување насреде бременост во рамките на овој филм од страна на Изабел, така што интригантен трилер кој очекуваме да го погледнеме. Секако прикажан на овој фестивал надвор од конкуренција беше и A Complete Unknown во режија на Джеймс Мангол, него го знаете како режисерот на Girl Interrupted, Identity, Walk the Line, Logan. Секако тоа е филм во кој Тимоти Шаламе го глуми Боб Дилан, опфаќајќи го почетокот на неговата фолк кариера и употребата на електричните гитари и како тоа хипстерските фолкери ги иритирало, односно како земањето на електричната гитара е некаков своевиден бунт против редундантноста на фолк сцената од тоа време, каде што се обиделе Боб Дилан да го ситуираат, меѓутоа преку електричната гитара ја наоѓа својата слобода. Филм кој е номиниран за бројни Оскари со Едвард Нортон и Ел Фенинг кои се појавуваат во споредните улоги на овој филм. Searchlight го дистрибуира филм за кој може да се направи на паралела за активизмот и артизмот, пред се дали се изземаат или не. Тоа е прашањето кое беше поставено во Берлин. Тимоти е добар познавач на рок-н-рол, така што знае во што се има препуштено, кој направи паралела со пред се радикалност, односно со еден чекор напред, односно со погледот кој го имал Френк Хербер кој ја пишувал Дина, односно истата паралела ја направи со визионерството кој го имал Дилан, додека ги пишувал песните за како еден вид на предупредување од овие лидери кои што ни владеат со светот и се надополнува пред се на бунтовните движења во 60-тите години со неговата поетска реч. Така што Complete Unknown беше исто така прикажен во рамките на фестивалот. Келн 75 во режија на Идо Флук, филм за организаторка на концертот на Кит Джеред во Келн 75-та година, односно во прашање е 18 годишна девојка која се противречи на своите родители во тоа време и се разбира убедена е дека ќе успее да го организира пред се овој концерт на своји 18 години, на приказна за еден култен концертен джез албум кој се има изродено од перформансот на Кит Джеред. Џон Менгаро го глуми Джеред. Филмот е за жената пред се која го организирала концертот, а не за артистот, односно во прашање е жената Вера Брандес, а Джеред не бил заинтересиран да застане за филмот, меѓутоа упорноста на Вера е пред се своевиден панкерски пристап има, за која не се помирувала со фактот дека ќе го донесе Джеред да свири во Келн во 1975 година. Така што филм за незината пркоси непорекливост. The Light беше филмот кој го отвори овогодинешното издание на Берлинале, односно Das Licht, во режија на Том Тиквер, кој е своевидна итерација на теорема на Пасолини, каде штом дојде една хигиеничарка од Сирија во домот на алиенираното се извинувам германско семејство, ќе им помогне да се погледнат пред се во огледалото отуѓените членови на ова модерно семејство. Ларс Едингер од Штербен го глуми таткото, односно главната улога во ова дело. Late Shift во режија на Петра Волпе
односно таа е режисерката на The Divine Order, е филм за медицинска сестра која работи трета смена во болница, каде се случува грешка и при настанувањето од таа грешка започнува лавина која ќе го комплицира пред се работењето по цена на неколку животи страна новија доктори. Леони Бенеш од Teacher's Lunch, главната улога која што имаше во тој филм, го предводи и ова дело кој го разработува проблемот на немање доволно школуван кадар во западните болници, со оглед на тоа што се регрутираат луѓе дури од Балканот за да ги заземат позиции, така што би гледале трилер предводен од еден лик, па се надеваме дека ќе биде привлечен за гледање драматичноста на секојдневието која што е опфатен овој лик, за подобро да сватиме ни што све поминуваат овие медицински лица и зошто не може да ги згрижат баш сите пациенти колку и да сакаат да го направат тоа. Луркер беше прикажан од режија на Алекс Расел, Муби и Фокус, ако не се лажам, ќе го дистрибуираат овој филм за пријателството на продавач со поп звезда Теодор Пелерин и Арчи Мекедил, му глумат на филмот на режисерот која работеше култната серија The Bear. Убаво ќе беше да не ја зазне почетокот пресконференцијата, да не беше дабирана пред се на француски, така што ова е филм кој коментира пред се за славните луѓе, нивните кружоци и борбата за моќ во нив пред се. Има нели кантовскиот сооднос на господар и слуга, таа релација е разработена и преодреденост на овие функции пресликува нивна динамика за сите да си го добијат тоа што го бараат и во прашање кој е подготвен да направи поголема жртва за да дојде до својот успех. Исто така мораме да го напоменеме Бон Јун Хо, кој го промовираше неговиот најнов филм Мики 17, јужнокорејскиот режисер на Паразит, сними филм со Роберт Патисон, Тони Колет, Марк Рафало, Стивен Јеон. Мики е лик кој се пријавува да биде платеник во производство на клонови, кој ќе ги тестира и при секое негово умирање се реанимира, односно се оживува во форма на клон. Меѓутоа, кога еден од клоновите преживува, нема да биде елиминиран по неговата употреба, останува со самосвест дека е потрошна роба, осудена на умирање, односно свест која ќе го разниша пред се процесот на автоматизација. Прашање е научно-фантастична сатира и треба да внимаваме на сосот која ќе го гледаме, така беше посочено на пресот, инспириран од принтањето на луѓе, која се базира од новелата која гласи Мики 7, така што Бон Јун Хо се враќа со едно ново остварување. The Narrow Road to the Deep North е ТВ серија од Џастин Курцел, тоа е режисерот на Мекбет и Нитрам и Сноутаун, која адаптира книга како мини-серија со Джейкоб Елорди во главна улога. Тој глуми медицински офицер од затворски камп од Тајланд за време на војна, во прашање се сеќавањата од тие трауми поминати во кампот, натежнувачка сенка на војната која што треба да надвисне врз една љубовна приказна која што се разработува. BBC, Sky и Max ќе може да го дистрибуираат овој филм, односно ќе може да се погледа на платформата на Max. The Thing with Feathers, да го напоменеме уште, односно тоа е остварување на Дилан Салтерн, односно од Обединетото кралство е филмот. Во специјалните премиери од Sundance беше овој филм, се пресели во Берлинале, со Бенедикт Камбербеч во главната улога, кој глуми самохран татко на 2 деца по смртта на неговата сопруга и тагата во семејството е отелотворена со појавување на джиновска чавка која ги демне. Дебитанско остварување ова на режисерот, со тоа што Бенедикт црта графичка новела за да се справи со губитокот кој па оживува и се пресликува птицата од новелата во филмската реалност. Филм е за адаптација на самата новела, ама различни раскажувачи има на приказната, односно од една страна како децата доживуваат губитокот, од друга страна како тој, од трета страна како чавката гледа на проблемот, така што е клаустрофобичен, 4:3 аспектот на снимање, така што еден интригантен трилер хорор филм ќе биде The Thing with Feathers, кој што имаше премиера ова година на Берлинале. Ќе направиме тука една кратка музичка пауза, односно во продолжение на емисијата ви најавам дека изслушаме најекстремните
бендови за денес, односно ги слушаме повратниците во металкор и деткор сцената, поточно бендот Bleeding True, великаните на оваа сцена кои се екзистентни на 25 години и се враќаат со нивниот девети студиски албум кој се разбира го носи името Nine, односно ова студиско издание на бендот од Orange County од Калифорнија, која е под силно влијание на и на хардкор панк сцената, меѓутоа и на мелодичните дед метал и симфонични предсе примеси кои може да ги забележиме и натежнуваат во нивниот дед метал призвук. Дедкор се извинувам призвук од овој албум ќе имаме можност да слушаме Our Brand is Chaos, една прилично агресивна композиција, и Dead But So Alive. Потоа слушаме еден бенд кој што не би требало да представува технички дед метал бенд, меѓутоа тоа е, колку и да се обидуваат овие членови да го потиснат тој порив. Станува збор за членови на бендот Spawn of Possession, кои се реомислија во една нова постава, кој го издадоа нивниот сега веќе прв албум, именуван како Psalm Mortis, од кој ќе имаме можност да слушнеме Obscure Exordium и како едно интро на композицијата Vanished, и од техничкиот Dead Metal со издаден за Season of Mist ќе преминеме на можеби најекстремниот бенд за денес, односно еден од милионите сайт проекти на Phil Anselmo, односно вокалот на Пантера, кој исто така е вокал и на овој бенд, кој го издава нивниот прв долгосвирачки албум, ако не се лажам. Претходно имаат 3 EP изданија кои се именувани според бои, односно сиво, црвено и црно, и златното издание, односно албумот Gold, е нивниот прв долгосвирачки албум. Во прашање е бендот Scour, односно станува збор за екстремен black metal бенд, издание на Nuclear Blast, а ќе слушнеме две фуриозни композиции од него, односно Blades и Infusorium. Така што слушаме Bleeding True, Retromorphosis и Scour, најагресивниот сегмент од оваа емисија, и потоа се враќам во етер да ви говорам за наградите на Берлинале и пред се за преостанатите споредни селекции кои имаме можност да погледнеме филмови, односно во текот на годината се надеваме дека некој од нив ќе добие своја дистрибуција или па би можеле да и погледнеме во некоја селекција на домашните филмски фестивали. Уживајте. Во прегледот на филмовите кои го привлекува светското внимание на 75-тото издание на Берлинале, сакам да напоменам неколку остварувања кои беа составен дел од останатите селекции покрај официјалната компетиција и гала премиерите кои ги коментира во рамките на емисијата. Сакам да напоменам неколку филмови кои беа составен дел од селекцијата Перспективи, например. Таа е како една селекција која е наменета на млади автори, односно автори кои се со нивни дебитански остварувања или па се во кариери кои се во зачеток, во подем, кои се обидуваат да го стават својот авторски подпис да бидат препознаени. Еден од тие извикани филмови беше Black News, односно Terms and Conditions, во режија на Кейл Джозеф. За него ви говорев во епизодата посветена на филмовите од Sundance, односно имаше премиера во нивната Next селекција, односно најпрогресивната. Во прашање е музејска инсталација која фигурирала во минатото, која е филмувана и дистрибуирана од A24, која прави некаков си исчекор, спрега помеѓу инсталација и што треба да представува филм со рекреација, односно со искази и дела кои што повеќе говорат за афроамериканската култура и но бројните дискриминации кои ги преживуваат во САД. How to be Normal and the Oddness of the Other World е филм на Флориан Почлатко, кој е филм за девојка која излегува од психијатарска институција и продолжува да живее со родителите, обидувајќи се да си направи некаков баланс во животот на слобода
условно кажано. Потоа во оваа селекција беше и Little Trouble Girls, кој е еден од малкуте балкански филмови, односно словенечки филм во копродукција со Хрватска и Србија, во режија на Уршка Ѓукиć, coming of age приказна за 16 годишна девојка од католичко училиште која се приклучува на женски хор и развива симпатии за нејзина нова пријателка од хорот. Mad Bills to Pay or Destiny, Келкено Сој Мало е режисерско остарување на Жоел Алфонсо Варгас, и за кој исто така ви говорев во емисијата Санденс, односно за момчето кое продава коктели на улица за време на забременувањето на неговата девојка, кој се обидува да си го среди не својот туку заедничкиот живот, меѓутоа не му да ците работи како што тој посакува. Потоа Punching the World во режија на Констанце Клауе, уште еден coming of age филм, овој пат за двајца браќа кои живеат во источна Германија, обидувајќи се да го трасираат нивниот животен пат со превирањето во државата. Shadowbox во режија на Тануш Редас и Саумајанда Сахи, односно станува збор за филм ситуиран во Калкута, каде што ликот Маја се грижи за незиниот сопруг кој има PTSD и незиниот син, работејќи прекумерно без подршка од незините родители кои не го одобруваат незиниот брак. Меѓутоа, кога ќе исчезне и се појави повторно незиниот сопруг, ќе започне сомневањето дека тој е инволвиран во извршувањето на едно убиство, така што се јавува и сомнеш во нивната врска. Dead Summer in Paris во режија на Валентине Чадиќ е филм за девојка која оди од Нормандија до Париз да присуствува на Олимпијадата од минатата година, да го гледа пливачкиот тим и да се сретне со низината полусестра, значи еден роуд филм. И We Believe You во режија на Арно Дуфес и Шарлот Девилер. Ова е филм за мајката која се бори во правосудството да го ги добие правата за старателство врз незините деца, затоа што преживеала претходно семејно насилство и сака да ги заштити. Покрај селекцијата перспективи, ја имаме и панорама, се разбира уште една селекција која исто така е од огромно значење за овој фестивал. Од неја ќе ги издвојам филмот Цицадес, односно во режија на Ина Вајсе. Необично пријателство се развива во овој филм на две жени, едната е самохрана мајка, а другата па се грижи за незините родители со брак кој се наоѓа на стаклени нозе, со Нина Хос по главните улоги, една германска актерка која ни многу добро позната на сите нас од незините достигнувања кои ги има до сега во германската филмска сцена. Дев исто така во режија на Ева Либертат беше прикажан на панорама, филм за премена девојка која е глува и со потешкоти со кој што се соочува со незиното отледување и непомошта во светот наоколу која го доживува. Исто така во селекцијата панорама се истакна и Хистерија на Мехмет Акиф, Бују Каталај, ставна збор за трилер, за снимање на филм и палење на Куран на самиот сет, настан за чие што докази магично исчезнуваат. Исто така да го напоменам и Картун, уште еден филм кој беше прикажан на Санденс, конкретно во документарната селекција за ослободувањето на истоимениот град, и еден од наградените беше Lesbian Space Princess во режија на Ема Хил Хопс и Лила Варгасе. Интровертна вселенска принцеза оди на мисија да ја спаси својата поранешна девојка со помош на гей-поп дуо. Мислам дека се имате во еден филм, не знам што повеќе би очекували, би посакале да погледнете, значи една комична авантура предстои. Magic Farm, филм исто така за кој што ви говорев во селекцијата на Санденс, меѓутоа тој е научно-фантастичен филм со Клои Севињи и Алекс Вулф, кој ќе се зборува на долго и на широко оваа година, кои треба да одат да интервјуираат музичар во Латинска Америка пред да завршат во една политичка хајка во погрешна земја во Аргентина. Ќе го гледаме овој филм на Муби. Да го напоменам и Пол во режија на Денис Коте, документарниот филм за антисоцијалниот човек кој работи како чистач на доминатрици.
Питер Хюерс Diary, уште еден филм од уште еден филм од Sundance. Ира Секс е режисер, исто така документарен за њујоршки артисти. Го напоменав филмот кој направи контроверза со изјавите на режисерот Джун Ли, Queer Panorama, и само да ги напоменам The Ugly Stepsister, кој е скандинавски филм во режија на Емили Бличфилд, хорор филм од Midnight селекцијата на Sundance, кој со нетрпение го чекаме, бидејќи е фолк-хорово прашање за бајката за Пепелашка. И ќе го имаме, се надам дека ќе имаме можност да го погледнеме и да биде дистрибуиран Welcome Home Baby во режија на Андреас Прохаска, режисерот на серијата Das Boot. Сними хорор филм за докторка од Берлин која наследува имот во Австрија, која дознава тајна за незиното потекло, кое дамите имало и демонски представленија влечени во незината фамилиарна ложа. Така што покрај овие две селекции имаме документарните филмови од Панорама селекцијата, имаме форумот, каде што, ако не се лажам, исто така имаше една српско-словенечка копродукција, односно во селекцијата форум 80+, мислам дека се викаше, или Реституција или Сам и Јава Старе Гарде е оригиналниот наслов. Желимир Жилник е авторот на овој филм. И секако селекциите генерација, класици, ретроспективи, специјални програми на реставрирани филмови можевме да слушнеме дека биле прикажани во рамките на фестивалот, кој Златната мечка оваа година ја освои филмот Dreams, односно комплетирањето на трилогијата Sex Love во режија на Даг Јохан Хаугеруд. Потоа Сребрена мечка од жирито доби The Blue Trail во режија на Габриел Маскаро. Исто така Сребрена мечка од жирито, односно ова е филм The Message ја доби од Иван Фунд, претходно The Blue Trail ја доби главната награда од жирито. Потоа за најдобра режија Сребрена мечка доби Хуо Менг за Living the Land, кинеската оживувањето на кинеската пасторала од 90-тите. Потоа Сребрена мечка за главна улога Роуз Бърн доби за If I Had Legs I'll Kick You. Потоа најдобра споредна улога Ендрю Скот за Извиканиот Blue Moon и Радо Жуде се закети за најдобро сценарио за Continental 25. И секако Србена мечка за исклучително артистички придонес доби Лусил Хаджиловиќ за креативниот ансамбл на The Ice Tower. Има награди и од екуменското жири, има Теди за награда за Lesbian Space Princess. Исто така беа доделени наградите на Фипресци, односно тоа е организацијата Здруженијето на критичари од која сум составен дел, наградувајќи го добитникот на Златна мечка, повторувајќи наградата, меѓутоа и беше награден Little Trouble Girls од Уршка Џукиќ од Перспективи. Така што ова се филмовите кои се надевам дека некој од нив ќе биде дистрибуиран на домашните филмски фестивали и ќе можеме на големо платно да го погледнеме ова година, како што доликува директно од Берлинале. За крајот на емисијата ќе слушнеме неколку композиции кои се наоѓаат на новото студиско издание именувано како Saddiction, односно на бендот Hangman's Chair. Во прашање е бенд кој музицира од Франција, односно ставно збор за бенд активен уште до 2005 година, иако на почетокот натежнува повеќе кон стонер дум метал влијанијата, во денешно време повеќе се наклонети кон готските влијанија, меѓутоа сепак дум метал влијанијата не се избегнуваат во нивниот музички израз, односно седми студиски албум, ако не се лажам, е Saddiction, издаден за Nuclear Blast, од кој ќе имаме можност да уживаме во мрачната убавина која ја кријат композициите To Know the Night и ќе слушнеме The Worst Is Yet to Come како крај на ова емисија.
Јас сум Златко Ѓерески и го затварам 602-риот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, гледајте хорор филмови и не плашете се ни од смртта, ни од животот. Добра ноќ и пријатни кошмари.